пишувањето на тажната судско-политичко-партиска приказна, еден од важните коавтори е и Судскиот совет. Таа тажна судско-политичко-партиска приказна многу наликува на Јазовец пред суд од Петар Кочич, од балканските простори, или ако сакате, не само граѓаните, туку и јас се чувствувам како Јозеф К. од Процес на Кавка. Жртви на ова се граѓаните, ама најмногу правото, правдата и етиката. Неколку збора зошто Венецијанската комисија во една од своите студии им препорача на земјите од Централна и Источна Европа да формираат тела независни како што е Судскиот совет. Причините беа дека дотогаш Сојузот на комунистите, односно комунистичките партии, го имаа првиот и последниот збор и дека е потребна деполитизација и департизација, резултатот е репартизација. Значи, целта независно судство, како трета власт, остана илузија. Судскиот совет, ваков каков што е повеќе декоративен елемент, одошто вистински фактор во градење на владењето на правото. Еве зошто. Еден од најнеактивните органи, членот 36 од Законот за Судскиот совет став 2 вели дека најмалку еднаш месечно ќе се состанува, ама овој орган се состанува најмногу еднаш месечно. Што ќе наградиме тогаш, извинете? Може би затоа денеска критиките во стручните европски тела се дека многу вакви независни тела како судските совети воопшто не го подобрија судството. Најчестото оправдување на луѓето од Судскиот совет е недоволната надлежност, меѓутоа не сум чула за иницијатива да дојде до измена на законот, ќе го чујам сигурно и денеска тоа. Искрено јас очекував од Судскиот совет да потекне, а не од колегата Тупанчевски, предлогот за чудното решение само оние кои ги бираме овде да можат да бидат начело на Судскиот совет, што е и дискриминација, ама и политизација. Значи, најдоброто решение би било, велат оние кои се бават со право, самите да си го бираат, да си ги бираат првите луѓе. Што е нешто друго важно, што сакам да го потенцирам? Значи, вие го доставувате извештајот не само до нас, дури и до судиите, не сум сигурна дека го читаат, меѓутоа најзагрижувачко е што јас не можам од извештајот, кој што е само збир на податоци, статистика, да сватам, значи, што сте утврдиле во судството, бидејќи сите правници велат дека еден орган не може да ја сведе својата активност само на избор и разрешување. Тогаш нема потреба од него. Тој треба да гради еден систем на независно судство, да анализира, да дава предлози за надминување и за подобрување, меѓутоа се во функција на владењето на правото. Тоа овде јас во овој извештај не го гледам. Зошто е важно тоа? За вие да се истакнете како важен фактор во поделбата на власта, како некој кој што води сметка за дигнитетот и интегритетот на судството и кој што има одважност не само да укажува на потребата од стручност и компетентност, туку постојано да ја брани истата. Вашата предходничка си замина, веројатно со една единствена искрена изјава во текот на мандатот за судско-пазарни односи и притисоци. Што сакате можете да зборувате, ама ова не е допрен глас, ова е чуен глас по кој што веднаш требаше да реагира јавното обвинителство. Вие на оваа функција дојдовте на
начинот утврден со законот. Јас знам како професор дека одлуката на Уставниот суд делува во иднина, има екс нунг дејство, меѓутоа искрено многу ќе се замислев ако сватев што всушност значи таа. Зошто? Вие како прва жена, вие треба да персонифицирате стручност и компетентност. Вие треба да сте синоним за истакнат правник. Се извинувам, меѓутоа не сте, не само за мене, туку ни за обичните граѓани. Ние сме понатаму во овој извештај, сакам да коментирам, единствената држава на Балканот и во Европа, која што извештајот го започнува со полова и национална структура на избраните суди и со етничка припадност. Многу пати сум рекла, уште еднаш ќе кажам, правичната и соодветна застапеност мора еднаш да се регулира со закон. Оти правично значи врзано за стручност и компетентност, а соодветно значи бројка. Еве ќе ви дадам пример. Темелна вредност е хуманизам и солидарност. Сте чуле некој да се повикува во спроведувањето на вработувањата од било каков тип на овие категории? Никогаш. Значи, по 100 пати кажувам, после случајот Сејдич и Финци во Страсбур, судот во Страсбур рече дека во судството не смее расни, етнички или верски критериуми да имаат предност пред стручноста и компетентноста. Ке ви дадам пример за правична и соодветна застапеност. Втората табела дава полова и национална структура на избрани председатели, македонци 33,33, албанци 50. Оставам на вас да размислите за правичната и соодветна застапеност, како се спроведува. Второто, значи овој орган треба да биде радар, микроскоп, рентген, скенер. Зошто? Во сосостојбите во судството. Видејќи вие, ако немате личности со знаење, со стручност и интегритет, не ке може да ги критикувате судиите, да ги разрешувате, да ги избирате или пак да ги санкционирате. За жал, тоа го нема овде. Постапки за утврдување на одговорност на судија и председател на суд. Читам и никако ништо да запомнам. Само бројки и бројки, меѓутоа што е потребно овде? За какви дела се работело? Што е причината? Дали, значи, можете да го одгатнете феноменот зошто вакви луѓе на вакви места погрешни, бидејќи вие учествувате во тоа? Ништо од тоа нема овде. Вие морате, секаде каде што броите, да, каде што имате одлуки за разрешување, по жалби и така натамо, точно да го утврдите, да ја утврдите феноменологијата, зашто бројките сами по себе ништо не значат. Делот за квалитет и ажурност во работата. Замислете, најголемиот дел од судовите се неажурни, вклучувајќи ја и круната во судството, Врховниот суд. Што да кажам за тоа? Тоа зборува за болно судство, но вие треба да бидете еден од лекарите. Понатаму, што е овде важно? Значи, кога гледаме, не е јасно што е причината за неажурноста, точно да биде одгатната, зашто вие, ако немате диагноза што се темели на утврдени факти, на податоци, како ќе предложите тогаш лек, па дури и санкција? Состојба со стари предмети. Филозофијата на лошото судство е која? Да посегне по застарување. Застарувањето значи да го убиете случајот во еден момент. И секогаш е резултат на политичко-судски договор. Секој ден се сме сведоци за селективна правда и на ова мора да ставиме крај, ама вие тука треба да учествувате. Чудна работа. Кога ги анализирам предметите, постарите, вие најпрво тргнувате од најмалку старите предмети. А велиме дека задоцнетата правда е најголема неправда. И кај оценката на судиите имаме сериозен проблем, дури и во академија.